Вчера вечер се одржа средба на лидерите на СДСМ и на ДУИ Зоран Заев и Али Ахмети во седиштето на СДСМ. Главна тема на разговорот било изнаоѓањето начини за функционирање на законодавниот дом. Се разговарало како собранието да ја продолжи конститутивната седница со избор на собраниските органи и комисии. Неопходно е да се изнајдат начини да профункционира собранието, со најдобра намера да продолжиме понатаму со преговорите за градење на институциите, со кои треба да се води државата, изјави Ахмети по средбата со Заев. Тој додаде дека за да се продолжи конститутивната собраниска седница, која не е довршена, треба за тоа да се разговара со сите политички сили и да се постигне согласност со главните политички партии и собранието да почне со работа и да се избираат собраниските органи и комисии, за да се стави во функција оваа висока државна институција. Во однос на формирањето на владата, Ахмети смета дека тоа треба да се случи по изборот на собранискиот спикер, кој според него формално ќе го извести председателот на државата дека има парламентарно мнозинство и програма врз основа на која тој треба да му го довери мандатот на Заев. По синокешната средба со Ахмети, Заев денеска на средба со Билал Касами од движењето Беса. На средбата, како што информираат од Беса, станало збор за актуелната политичка состојба по недоделувањето на мандатот од страна на председателот на државата. На средбата, наведуваат во соопштението, се разговарало и за можните решенија за излез од кризата со која се соочува земјата, за функционализација на институциите. Најавуваат дека контактите помеѓу партиите ќе продолжат и во наредните денови и истакнуваат дека движењето Беса и понатаму ќе игра конструктивна улога, продолжувајќи и понатаму да биде дел од решението, а не дел од проблемот. И додека СДСМ и партиите од албанскиот блок одржуваат консултативни средби за свикување на собранието, ВМРО-ДПМН уште еднаш го повика Заев да ја отфрли тиранската платформа. ВМРО-ДПМН денеска преку соопштение го обвини Зоран Заев дека помеѓу тиранската платформа и државните и националните интереси на својот народ ја одбрал платформата, која, како што посочуваат, значи директно мешање во внатрешните работи на Република Македонија. Граѓаните на Република Македонија очекуваат Зоран Заев и СДСМ јасно да ја отфрлат тиранската платформа и да се обврзат дека нема да ги реализираат елементите од неа. Доколку СДСМ го стори тоа, ВМРО-ДПМН ќе гласа за идната влада, која би ја формирал и предводел Зоран Заев. Доколку пак аболираниот Зоран Заев, импресиониран од тиранската платформа, нека прифати парламентарни избори заедно со локалните избори во мај и нека излезе пред граѓаните со барањата од Тирана. Така граѓаните ќе може јасно да кажат што мислат за тоа, без при тоа да бидат изборно измамени, како што тоа веќе еднаш им го направи СДСМ и криминалецот Зоран Заев, стои во соопштението од ВМРО-ДПМН.